Почитувани, во рамките на редовните неделни интервјуа на Инбокс 7 разговараме со амбасадорот на Република Франција Кристијан Тимоние. Господин Тимоние, ви благодарам што прифативте интервју, ни е посебна чест. Веќе е известно дека Северна Македонија нема да добие датум за преговори летово. Известно е и по министерскиот самит во Луксембург, но и од минато неделните средби на Заев со Меркел. Некои велат можно е октомври, некои го споменуваат и декември како можен датум за почнување преговори на Северна Македонија со Европската Унија. Европските дипломати се согласни дека постои консензус, дека Македонија ги исполнува условите за да ги започне преговорите. Каков е ставот на Франција? Прва работа што сакам да кажам околу датумот е дека предстои еден состанок за кој што е одлучено сега, тоа е во месец октомври, и според нас тогаш ќе се изјасниме во однос на извештајот кој што го подготви Европската комисија и извештај кој што е благонаклонет, извештај во кој што во заклучоците фигурира и се препорачува почеток на преговори, но недостасуваше време, и тоа не само кај француската страна поради низа технички причини, и најверојатно тоа ќе се случува на есен, и за тоа прашање ќе разговарат државите членки и ќе се испитат сите и аргументи и анализи кои што беа направени од страна на комисијата и државите членки сите не се изјасниле по тоа прашање. Франција инсистира на внатрешни реформи на Европската Унија и тоа се оценува како негативен приод на француската влада кон проширувањето на Европската Унија. Колку ова ќе го попречи процесот на преговорите на Македонија во Европската Унија? Во однос на прашањето за проширување, ќе ви кажам дека станува збор прво за продлабочување, односно проширување и продлабочување истовремено, и тоа од самиот почеток на Европската Унија, дали ќе може да ја прошириме со поголем број на членки, но дали со тоа не се губи може ефикасноста во европскиот проект, тоа е прашање кој што е во срцето на европската изградба и денес, повеќе од кога и да е централното прашање во европската изградба, особено кога таа изградба треба да се соочува со предизвици, глобализација, со навистина земји во развој кои брзо се развиваат, но и со потешкоти кои што се поврзани со мултилатерализмот во однос на актуелните состојби и односите со Соединетите држави. Се наоѓаме во состојба кога прашањето за проширувањето е прашање кое што не може да биде одделено од начинот на функционирање на Европската Унија. Зошто? Затоа што нема. Не би било интересно да се влезе само во простоја кој што би бил еден вид на сојузништво помеѓу заеднички вредности. Точно е тоа дека е многу важно, но за тоа постои нели Советот на Европа, но она што е најважно е Европската Унија да функционира според собствените правила, тоа се економски правила, но и правила поврзани со владењето на правото и со продлабочување на самата Унија, но и споделување на заеднички вредности и носење на заеднички одлуки. Одлучувачкиот систем меѓу сите се наоѓа сега во криза. Го видовме тоа и видовме дека јавното мислење кај европските земји си поставуваат прашање во однос на ефикасноста на европскиот систем. И затоа ние мора да одговориме на тие предизвици, затоа постојат големи барања кај нашето јавно мислење, а тие барања се повеќе заштита на демократијата,
но и поголема заштита на социјалните права, bien sûr un achèvement de la construction économique и унапредување на европската изградба, односно на економската соработка со подобра искористеност на еврото aussi nous espérons de budget commun. Donc ce sont de très и nombreux поголема искористеност на еден заеднички буџет за кој се надеваме. Станува збор за голем број на реформи. Франција верува во Европската унија, верува во Унијата и затоа Франција смета дека вашето место е во Унијата и смета дека доколку не ја обновиме Унијата ќе умреме. Тоа се случи des constructions dans l'histoire, des constructions со plus слични такви изградби во историјата, дури подсврсти од што е Европската унија. Затоа постои чувство дека треба да се делува ургентно кај француската страна, а не само да ја вртиме главата на другата страна и да велиме дека се е добро и ќе вклучиме и нови членки. Тоа не значи дека ние нема да ги отвориме преговорите, туку сакаме прво да бидеме сигурни дека Европската унија ќе биде способна да ги абсорбира овие нови членки во една ефикасна структура. Двата система можат паралелно да се водат, односно од една страна проширување, а од друга страна продлабочување. Но не треба системите да се игнорираат меѓусебно, односно треба да знаеме што ние треба да направиме, а вие каде сакате да одите и како сето тоа ќе се одрази на регионално ниво, затоа што тоа е реалност. Зборуваме за регионот на Западен Балкан како еден цел регион и предстои уште работа за да се воспостави вистинска поврзаност на Балканот. Тоа значи поврзаност помеѓу луѓето, но исто така и економска поврзаност, за да може на крајот Западен Балкан да представува предност за Европската унија, а не само пречка. Во своите изјави еврокомесарот Јоханес Хан истакна дека Македонија презела храбри чекори, дека направила добри реформи, дека Европската унија треба да ја награди за тоа. Дополнително вели дека не е добро да се одложува процесот на отворање на преговорите. Дали се согласувате со еврокомесарот Хан? Во однос на постигнатиот напредок, очигледно е дека беше направена голема работа, особено последните години, работа која што треба да биде поддржана и поздравена. Тоа е само парцијална работа, затоа што агендите беа мощни, амбициозни, но и барањата од Европската унија се многу големи, особено во полето на владење на правото, реформа на судството, борба против корупцијата и очигледно е дека кога ги слушаме македонските власти во Северна Македонија, дека целокупната работа не се уште завршена. Предстои уште работа, тоа е јасно и таа работа треба прво да се заврши за да може критериумите кои што беа побарани да бидат целосно исполнети. И со тоа навистина ќе се искаже признание кон целокупната спроведена работа. Втората работа е што често пати се фокусираме на датумот за почеток на преговорите како некој волшебен датум. Знаете, нема никакво волшебство на патот кон Европската унија, толку долга подготвителна работа за да стигнеме до таа цел. И отворањето на преговорите само по себе еден елемент, затоа што Европската унија има и други инструменти со кои се поддржува регионалната соработка која што е неопходна и се разбира дека ние ќе ги почитуваме според собствените заслуги на напредоците постигнати од сите земји. Тоа е принцип кој што беше истакнат и тоа значи дека напредокот на оваа земја ќе има вреднување во регионален контекст, помирувањето кое што се случи помеѓу земјите, подобрување на економските односи, се повеќе се интензивираат за да може и земјите од Западен Балкан да представуваат европско ткиво кое што е активно и живо. На неодамнешната Берлинска конференција, францускиот претседател Макарон рече дека тој има стратегија за помош на земјите од регионот. Ваквата негова изјава
се свати како некој студен туш, дека не ставате во пакет со сите земји од регионот и дека на тој начин како да се сака да се држи земјава под една стендбај позиција. Чувството е дека ваквата идеја е неправедна кон нас, иако добивме позитивна препорака од Европската комисија. Alors là, je crois que c'est une interprétation de la stratégie. La stratégie. Мислам дека станува збор за своевидна интерпретација на стратегијата. Стратегијата не е направена да се спречат земјите да влезат во Европската унија, туку да ги мобилизира целокупните наши актери, односно сили, за да ви помогнат да влезете во Европската унија. Ако целта беше да се спречат овие земји да влезат во Европската унија, ќе беа оставени земјите сами на себе, туку со спротивното. Убедени сме дека местото на земјата е во Европската унија и потребна е помош. Тоа е очигледно и тоа беше ветено од страна на председателот Макрон, на премиерот Заев минатата година во Софија. Ние сме строги, но ќе ви помогнеме. И сега завршивме со организирањето на петтиот семинар, организиран за секретаријатот во европски прашања. Последниот семинар се случи во Париз во рамки на француското собрание и сакаме да ја помогнеме на земјата да ја донесе одлуки, но и земјата да се подготви на тој пат кој што воопшто не е лесен, пат кој што е многу потежок откако вие ја добивте вашата прва препорака. Зошто? Затоа што денешниот свет е посложен и состојбата во Унијата уште посложена од вчера. Сосема сме свесни дека вас заслужена ви е помошта, тоа е јасно. Ние треба да ви помогнеме и да бидеме на ваша страна и ќе бидеме особено во наредните месеци и годините кои што предстојат, бидејќи трката е на долг пат. Оценивме дека Македонија има постигнато реформи, меѓутоа ние се уште сме во фаза на спроведување на реформите. Како гледате на нивното спроведување и како ги оценувате спроведувањето на реформите? Alors, ce pays est en réforme depuis. Ова земја спроведува реформи уште оддамна. Et si toutes les réformes qui avaient été votées, сите реформи кои што беа изгласани од страна на собранијата можеа да бидат спроведени, тоа ќе се знаеше оддамна. Туку очигледно е дека постои вистински проблем. Тоа е проблем поврзан со општеството или со компетенциите, или со искуството, или со историјата, што тоа значи дека откако ќе се изгласаат законите, што е многу важно, затоа што законската рамка во една правна држава е од суштинско значење, но она што го очекуваат граѓаните е дека истото да се спроведе на терен преку ефективно судство, контрола на корупцијата и избегнување на конфликти внатре во владата. Тоа се практични работи кои што ги очекуваат граѓаните во Северна Македонија. Тоа го слушам секојдневно, но тоа се очекува и од наша страна, затоа што со тоа земјата ќе стане еврокомпатибилна. Затоа што проблемот не е да се добие датум, како некоја литературна награда, туку треба сето тоа да помогне во подобрување на животот на луѓето, младите да сакаат да останат овде, затоа што младите да почувствуваат дека нивната кариера нема да зависи од членството во една или во друга политичка партија или затоа што сте од едно или од друго семејство, туку тие очекуваат еднаков пристап пред законот. А тука предстои уште многу работа и мислам дека тоа беше веќе и посочено од премиерот, кој што на имагинативен начин посака големи промени во рамки на својата влада, но и големи промени низ институциите. Со тоа се покажува дека предстои уште работа. Воопшто не станува збор за негативно вреднување, туку општеството е такво какво што е, а она што ние треба да си го поставиме како прашање, како да ви помогнеме да го промените тоа. Затоа што вашите проблеми се и наши проблеми и проблеми на целиот регион. Но
ние имаме одредено искуство, искуство од самиот влез во Европската Унија. Понекогаш не сите влегувања во Унијата беа успешни приказни, затоа што реформите во судството биле само делумно спроведени, правната држава не била целосно остварена и сега ги гледаме последиците. Младите од тие земји се уште заминуваат. И тоа е најверојатно основното прашање на кое што треба да се концентрираме. Ние сме на ваша страна, реформите да бидат изгласани нели на хартија, не треба да ја подценуваме работата која што беше постигната претходно, но потоа треба од хартија да се преточи на терен. А за тоа е многу важна една работа која што излегува од политичкиот маркетинг, а тоа е времето. Спомнавте за реформите во судството. Како ги оценувате досегашните реформи? Не зборам тука само за донесувањето на законите, туку и, нели, како што велите, реформите на дело. Значи, во делот на судството, во делот со борбата со корупцијата и со организираниот криминал. Il y a encore beaucoup de travail. Има уште многу работа. Comme vous, je suppose, je découvre Како и вие, и јас секојдневно нели забележувам одредени индикации преку медиумите, преку нели можеби прислушувани телефонски разговори и забележуваме дека позади фасадата на државата се случуваат одредени работи кои што не прават задоволни и кои што не може да ги задоволат граѓаните. Но нема да зборуваме за таа тема. Сепак прашањето кое што си го поставуваме е што нели во 2015-тата прислушкуваните разговори ни овозможија да се запрашаме за одредени работи, односно за функционирањето на државата и за заложништвото на државата за партијата. И денес се уште нели ги слушаме тие објавени телефонски разговори и се прашуваме дали една држава може да функционира така. Тука си го поставуваме потоа и неопходното прашање за реформа на нели стручните и тајните служби, но ова е важен момент од доменот на вашето општество. Може би за ова старите демократи ќе бидат изненадени да забележат дека вие се уште сте во таа фаза. Уште еднаш ќе повторам дека треба да ви помогнеме, да ве придружуваме. Таа фаза треба да се надмине и за да се осврнам нели на зборовите на премиерот, ќе кажам дека предстои уште чистење кај вас. За пристапните преговори нотирано е дека треба да се донесе законот за Сајоз. Значи, се вели дека треба да се направат се уште реформи во судство, меѓутоа се нотира, посебно се нотира дека треба да се донесе законот за специјалното јавно обвинителство. Меѓутоа власта и опозицијата се блокирани околу законот. Очекувате ли опозицијата да попушти, да се донесе онаков закон како што инсистира власта, иако знаеме дека во прислушуваните разговори има поприлично личности од опозицијата за кои што има отворени предмети? Non seulement je pense qu'il faut avancer. Не само што сметам дека треба да напредуваме во таа област, туку тоа е еден од важните услови кои што повеќе земји повикуваат да се реши прашањето, а не само Франција. И тоа не само затоа што постојат истраги за тие луѓе. Туку тоа ќе послужи како пример за она како треба да функционира државата. Особено за афери кои што беа јавно објавено, тоа е пример како државата не би требало да функционира. И тоа важи и за партиите од поранешната опозиција, но важи и за партиите кои што се на власт, односно за сите. Денес има еден текст околу кој се преговара, текст подготвен од владата, мислам дека има доставено амандмани на тој текст и има и прашање кое е поврзано со роковите, односно датите за одредени афери кои што беа откриени.
но има и прашање со различни личности кој би можел да продолжи да ги спроведува тие истраги. Има многу работи кои што се помешани помеѓу луѓе, датуми, односно рокови и принципи. Она што треба да го избегнеме, да не се заморуваме со споредните работи. Најважна е символиката, тоа значи дека големите предмети треба да се решат, да не се направи персонализација поради реваншизам или поради амнестија. Сето ова го велам во наводници затоа што со тоа граѓаните ќе ја изгубат довербата. Од друга страна, смислата на цивилизираниот политички живот е компромисот. А компромисот се прави поради националниот интерес. И најверојатно ќе треба и едните и другите да направат чекори за да се постигне резултат кој што не би бил само привиден, туку суштински резултат кој ќе воспостави принципите за воиднина. Она што се случило претходно е жално. Не знам дали ќе се добие нели многу, ќе се соберат многу пари од тој фамозен часовник, нели? Затоа што парите летат, но она што е најважно е да вашата земја да не биде опустошена поради нели барањата преголеми, поради различни интереси кои што само ги испумпуваат нели средствата за граѓаните. Се разбира дека треба да се разрешат отворените случаи во рамки на законот, но ќе треба да се воспостави и законска рамка која ќе ве направи еврокомпатибилни. Доколку сите нели размислуваат и учествуваат во актуелните преговори и од она што сум го слушнала од една и од друга страна, ќе може да се постигне напредок. Не сум јас тој кој што е надлежен за ова, но известно е дека позитивен резултат кој што би се испорачал врз база на компромис, а не само притискајќи кај едната или кај другата страна, ќе биде доказ дека земјата е политички зрела и поседува капацитет да преговара меѓу себе, но и поседува капацитет за да ги стави партиските или личните интереси подалеку од личните интереси. Односно да ги стави на страна и да ги има во преден план само националните интереси. Наш интерес е земјата да биде добра, праведна и посакуваме да се спроведе нели успешен закон за СЈО. И тоа би било многу важен елемент во оценувањето кое што ќе се случи на есен во однос на успехот или помалиот успех од спроведувањето на вашите реформи. Така, пристапните преговори не значат членство во Унијата. Но дали сметате дека сепак треба да ги почнеме преговорите на тој начин да се качиме на брзиот воз кој што ќе значи побрзо спроведување на реформите, отколку да седиме и да чекаме во чекалната без датум за преговори. Каква е вашиот став? Nous comprenons bien votre position. Ние добро го разбираме вашиот став, а особено нели нетрпеливоста на населението, затоа што е многу важно да се види светлото на крајот на тунелот, затоа што во спротивно гледаме само црно и знаеме дека постои нетрпеливост, односно се губи трпението кај населението и ризикуваме да се случи демобилизација на енергијата. Мислам дека тој аргумент треба да се истакнува и подпредседателот на владата Бујар Османи и министерот за надворешни работи Димитров им кажаа на моите власти за време на нивната посета во Париз сето ова и мислам дека моите власти многу добро ја разбра пораката. Но сето ова не треба да заборавите дека ги спроведувате реформите прво за вашиот личен интерес. И дека на еден или на друг начин возот е тргнат
возот на реформите е тргнат и дека во еден или во друг момент ќе биде даден тој датум. Знаете, јас не можам да ви кажам кога, затоа што ќе се водат разговори врз база на текстот кој што го подготви Европската Унија, но сето тоа ќе се случува во пошироки рамки, во однос на вреднувањето на целиот регион, но исто така и за самиот развој на Европската Унија, затоа што и ние ќе треба да бидеме спремни и сега во еден тежок момент да го испорачаме ветеното за отворање на преговорите. Знаете, јас не сум голем ентузијаст како оние кои што велат да го направиме истото како со Турција, да ги отвориме преговорите, а потоа ќе видиме. И гледате, Турција е се уште далеку и постои замореност во Турција и веќе никој воопшто и не верува во членството во ЕУ. Зошто? Затоа што брзо почнавме, а се уште не беа исполнети објективни услови во таа земја. Истото некако се случува и во регионот. Случајот со Северна Македонија е посебен и треба да се вреднува посебно. Но сепак големата слика, бидејќи ќе се гледа глобално за Западен Балкан, а бидејќи нели ние не живееме на пуст остров, ќе кажам дека сето тоа ќе има одредена тежина. И тоа со голема симпатија, но и со добар поглед од страна на француските власти. Она што ние го посакуваме се преговори и успешно членство, а не преговори кои ќе се отворат само заради задоволство да бидат отворени и да се даде само мал извор на кислород во општеството, но кој што воопшто не би соодетствувало со доволен степен на подготовка. Ке кажам дека е постигнат огромен напредок, но треба уште дополнителен напредок за кој вреди. Затоа што да се чека бесконечно нема смисла, но да се чека добра работа за да се добијат подобри услови, мислам дека вреди. На 1 јули во Париз ќе се одржи состанок на балканските лидери, на која главна тема ќе биде договорот Србија-Косово. Очекувате ли на овој состанок да се постигне некаков договор Белград-Приштина? Vous savez, ce n'est pas une petite affaire не станува збор за мала работа, engagée, mais tout simplement parce que nous pensons que за која ние сме обврзани. Туку сметаме дека е тоа наша одговорност, затоа што Франција била доста присутна во кризата во поранешна Југославија и сметаме дека рамнотежата во овој регион, нејзиниот просперитет, нејзиниот мир е дели од нашите интереси. И тоа најблиски интереси, не само поради симпатии или човечки врски кои што сме ги имале во текот на историјата, туку поради геополитиката и геостратегијата, затоа што ни е потребен мирен регион. Ке се обидеме да работиме во таа насока. Ставот на Приштина и ставот на Белград се мощно оддалечени. Последниот развој на настаните не геолесни ја работите, но во секој случај ние работиме на таа тема. А кога работиме на таа тема, ќе кажам дека соработуваме со нашите германски пријатели, особено затоа што работиме за доброто на целиот регион и посакуваме регионот да биде мирен, регион на просперитет и на развој, а не регион на конфликти, кој што би се приближил до Европската Унија. Зошто? Затоа што тогаш реалното приближување ризикува да биде долго и тешко. И би било штета напорите кои ги прават земји како што е Северна Македонија да бидат упропастени од генералната состојба во регионот. Иако нели вие воопшто не сте виновни за тоа, сепак би ги трпеле последиците. Затоа ќе кажам дека ние треба да соработуваме и можеби тука сме и најефикасни за иднината на Европската Унија, а тоа е да се обидеме да добиеме резултат заради историски прашања кои што се тешки. И затоа чекорот кој што беше направен напред со огромната храброст
на премиерот Заев и на грчкиот премиер Ципрас, со кој што се стави крај на долгогодишната кавга, и знам дека тоа воопшто не беше лесно, ниту за земјата, ниту за граѓаните од оваа земја, но сепак тие дадоа и даваат пример кој што заслужува да биде признаен и ние тоа впрочем и го правиме. Како гледате на ставот на Вашингтон дека во преговорите Србија-Косово не смее да се наметнуваат ставови и одлуки, туку треба одлуките да произлезат од самите држави. Веќе е известно и дека лидерите на двете држави, значи Вучич и Тачи, спомнуваат поделба на територии, размена на територии, кои што оваа опција некои па ја смета дека е многу опасна. Како гледате вие на ова? La question des conséquences Во однос на причините од еден договор помеѓу Приштина и Белград е сложена работа, особено за условите. Она што сега треба да го состадеме се услови за да се постигне договор прво. Затоа што во моментот ни предстојат многу работи за да може дипломатското обкружување да биде доволно за преговорите повторно да отпочнат. Ние се обидуваме тоа да го направиме, се обидуваме со средбата во Париз, а потоа ќе видиме како ќе се развиваат работите. Оно што нас не загрижува е дека без разлика какви ќе бидат последиците, тие се доколку нели тие донесат траен мир во регионот, тоа е најважно, а не да ги уништат условите за стабилен мир. Тоа се сложени прашања, има принципи, но и страшни искуства од оваа област и мислам дека не може да почнеме преговори отфрлајки ги априори сите решенија. Туку треба да разговараме, прво да се најде заеднички терен, а потоа да се вреднуваат последиците од конкретните работи. Амбасадоре Тимонија, ви благодарам за интервјуто. Вам, почитувани, благодарам што не следевте. Тоа беше интервјуто со францускиот амбасадор Кристијан Тимонија.